Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Многу здравствени состојби, од дебелина до состојби како што е, например, депресијата и анксиозноста, се поврзани со бактериите, односно микроорганизмите што живеат во нас. Зошто микробиомот е толку актуелен во поновите истражувања? Вела дека е исклучително важен за нашето здравје, но и болестите. Одредени истражувачи тврдат дека бактериите всушност го кодираат нашиот имунитет. Што значи тоа? Во денешната емисија имаме задоволство да ни гостува професор доктор Никола Пановски, специјалист по микробиологија и паразитологија, кој што ќе ни појасни се за имунитетот и бактериите. Останете на Телма. Професор доктор Никола Пановски, специјалист по микробиологија и паразитологија, денеска во студиото на Телма. Со него ќе разговараме за нашиот имунитет и поврзаноста со микробиомот. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и честитки за пензијата. Благодарам. Еве и правам јубилеј, сега ми текна 30 години од кога сум наставил прв пат на ваков тип на емисија. Тоа беше во МТВ. Тоа не постоеше Телма. Сега тој јубилеј го заокружувате со една ваква емисија на Телма. Вела дека има повеќе бактерии во нашето тело отколку што имаме клетки. Што значи тоа? Колку микроорганизми живеат на нас, но и во нас? Да, па сега прочитав еден наслов. Ако сакаме да бидеме реални, ние сме поише микроорганизми отколку луѓе. Во тоа смисла дека отприлика 1:3 во однос на 1, минимум толку, се повеќе бактериски клетки во нашето тело отколку наши клетки. Ако се гледа геномот и диверзитетот, разновидноста на микробиомот, на тие значи микробиом, да кажеме, од научникот Ледеберг, кој е починат пред 10 години, 2001 го кажа тој поим, тоа е збир од комензални бактерии, оние кои живеат кај нас, кои не ни прават штета, а они имаат корист, симбиотички, кај што заеднички имаме корист, и оние патогени кај што ние имаме штета, тие може да имаат или не мора да имаат корист, значи разни микроорганизми, габи, вируси. Осам бактерии имаме и габички и вируси? Да, меѓутоа бактериите доминираат. И паразити, се заедно е микробиом, бидејќи тука ги станаме и патогени. Значи нема човек што нема во себе и патоген, микроорганизам во животот, па и во секое време, само не мора да значи дека е болен. Значи геномот на овие сите заедно е 150:1, или 3,3 милиони гени имаат бактериите во нашето тело, а околу 22 до 23.000 нашите, да кажем, човечки клетки. Сега тие клетки човечки се многу поголеми од сите микроорганизми, и ако еден човек тежи 60 килограми, значи дека отприлика 1 до 3% од неговата тежина се должи на бактерии. Значи еден човек како мене сигурно има 1-2-3 кила можеби бактерии, значи различно е кај некој друг, и бројката која прилика се тешко е да се избројат е меѓу 10 и 100 трилиони, значи илјади милиарди, 10 до 100 трилиони клетки во нашето тело. Е тој, така го викаат, некои викаат 11, 12, а некои викаат 13 орган, бидејќи се уште не се договориле консензуално колку органи има човекот до тело, тука се тој имунолошкиот систем, лимфатичниот систем, дали скелетот е посебен систем или е мускулно-скелетен. Но како и да микробиомот би се третирал како орган? Овој е бил 13 орган во човеково тело, бидејќи ги има сите карактеристики на еден орган во еден... Ова што го пишавте всушност нашиот микробиом, така? Да, микробиомот е меѓу 10 и 110 трилиони клетки, се разликува и по количина, и по вид од човек до човек, затоа се 10 пати разлики, значи од 10 до 110 милиона. Добро, од каде доаѓаат тие бактерии во нашиот организам? Дали од околината ги собираме? Да, секако. Значи, докажано е дека детето во утерусот
е сосема стерилно. Не дај Боже да има инфекција во утерусот, затоа и водата плодова треба да биде бистра и така натаму. Значи нема таму никакви бактерии, тоа е заштитено од секакви бактерии. И одеднаш, кога се раѓа, внесува милиарди бактерии. Тоа често пати се вика, ако многу вакцини се прима, тоа е шок за организмот. Новороденото во првите неколку часа прима неколку милиарди бактерии и неколку стотици илјади нови антигени. Тоа е кога сте вакцинирани со 100 и не му фали ништо, така да не е тоа никаков шок. Организмот има толку многу, дури на тоа мало бебе, дури да е 2 кила и помало, има толку те лимфоцити кои сете тие ќе ги обработат антигени и ќе почнат да имаат имунитет, односно да ги препознаваат во идниот живот. Значи, при вдишување, првото, најголемиот број на бактерии добиваат од плодниот канал, односно од вагината кај мајката. При раѓањето, при спонтаното потоа со вдишување и потоа при доење и особено е значено детето не случајно природата го направила да се е диалектика, значи ако става раце во уста може ќе добие инфекција. Меѓутоа ако не става раце во уста нема да се ја создаде нормалната флора, таа што има во килимот, во секаде кај што гризе, значи се на играчките кои ги става во уста. Значи затоа се велат, дозволете на децата да се извалкаат. Да, и она, мислам јас, може и на вашата телевизија, не е ваша работа, дека ги убива 99,9% бактерии и така натаму, дезинфиција не треба да ги убива. Треба да ги убива само штетните бактерии. Значи, таа употреба и реклама на дезинфиција, особено после ковид, бришење на се, е погубно за микробиомот и веќе има докази, не заради ковидот. И пред тоа, премногу чисто, доведува до алергиски појави, зашто може понатаму да ќе проговориме детално. Да не водам јас, имате вие прашања. Децата што се родени со царски ред велат дека ќе имат поголема склоност кон астма и алергии во животот. Нова се должи сега што објаснивте? Да, па нема друго што да, значи различна и поспоро се создава микрофлората, односно избегнато е тоа природата што го дала да ги прими тие микроорганизми за време на раѓањето кои се наоѓаат во вагината на мајката, кои се добри бактерии, затоа и ние ги следиме бесплатно 2 пати годишно и микробиолошки да немаат некои патогени микроорганизми кои може да настетат на детето, така да тоа е основна разлика. Тоа е статистички, не би можело на друг начин да се објасни, иако и многу други фактори понатаму во животот, кои ги спомнав, може да ги поведеме со астмата. Значи, нема астма во дете што е родено на фарма. Може да има, не знам, тетанус на новородено и да почине, и тоа никогаш нема да добие астма ако живее со животни, на село, по селата, порано не знаеле што е астма. Значи, сето тоа, меѓу другото, се должи дека овие деца што живеат во така да кажеме поприродна средина, не дезинфицирана, не стерилна, имаат поголем диверзитет, се вика тоа, разновидност на микроорганизми и тие се поврзани со автоимуните заболувања. Значи, многу се поретки автоимуни заболувања во кои спаѓа астмата и многу други алергии така натаму кај деца што растеле, да речеме, нормално, ако општо им било дозволено да растат нормално. Дали ова значи дека секој од нас има различен микробиом? Да, значи различни микроорганизми што живеат во нас. ДНК на нашите клетки е 99,6% иста, значи од вас до некој што живее, да речеме, во Африка или во Нова Зеланд, само 0,4% максимум може да се разликуваме. Баш што е машко, женско, се тоа заедно е внезено 0,4, додека 80 па и до 90% се разликуваат микробиомот, микроорганизмите од човек до човек. Значи тоа што го има
човекот е толку оригинално во себе да во иднина, сега веќе постои, меѓутоа е скапо, ќе се замени дактилографија или скопија на прстите во форензички испитувања со испитување на метагеном, значи сега микробиом се живите микроби, метагеном е нивниот ген. Така. Значи ние не може меѓутоа е многу споро да земеме ние материјал од човек, па сите бактерии да ги истражуваме со култивирање и со класични методи, туку сега со овие нови молекуларни методи се кажува според гените кои микроорганизми најмногу ги содржи. Ако еднаш тоа го направите, толку е различно многу меѓу луѓето. поточно. И поточно. Многу поточно од што би било во иднина за форензички испитувања, да знаете дека овој човек го имате во картотека и најдете некакви дел од неговите ткива кај што има бактерии, дали е тоа кожа, отисок од кожа, бидејќи на кожата има најразновидни бактерии, иако има најмалку на кожата, најмалку има кај што нема никаде, никакви бактерии, меѓутоа зборам за тие места кај што има бактерии, најголем диверзитет, разновидност има поголема на кожата, иако неколку илјади пати има помалку бактерии отколку во дебелото црево кај што е. Значи не е ист составот и драматично има Апсолутно, разлика. значи се разликуваат бактериите од вагината во однос на колонот, во респираторниот трак, устата, особено на кожата, места кај што нема бактерии, кај што има бактерии што се добри и ни значат живот, не дај Боже би влегле и би станале смртоносни, се разбира, мозочните течност, обвивки, белите дробови алвеолите, пред се и перитонеалната, плеуралната празнина, перикардот, значи крвта, целата крв, мускулите, таму тоа е све стерилно и е така секвестрирано, зглобовите да не може да влезат овие микроорганизми кои затоа ги кажаме условно патогени, ако таму влезат заради повреда или нешто друго и тие би биле штетни. Постои ли начин ние да си направиме испитување каков микробиом имаме во цревата, бидејќи на интернет може да се најдат тестови за утврдување на микробиом? И да има ли тоа некаква диагностичка вредност во моментов? Па добро, сега, значи последниве 10 години, како кај секој научни откритија, многу од ова што ќе го кажеме денеска, може би утре нема да испадне дека е така, значи ќе почне нешто како мода и се поврзува со тоа. Значи има многу, кога се пронајде 1980 хеликобактер пилори, сите болести се врзуваа со таа бактерија. Со таа бактерија, иако се докажа точно за каква е поврзаност. Меѓутоа на се испитуваш, сите овие болести што денеска ќе ги спомнеме, на нервни систем, на срцеви заболувања. И така натаму се испитува. И тука влијание покрај научниците што сакаат се да испитат, што е во ред, одма се внесува фармацевската индустрија која гледа ќе ги потикнува тие испитувања, значи кај хеликобактер многу антибиотици почнаа да се трошат и многу лекови со тоа откритие, се спасија многу животи, ред док е улкус или гастрит. Сега се гледа со микробиом се што повеќе да се поврзе, нема нови антибиотици, не форсираат сега антибиотици и не се скапи. Фармацевските куќи, тоа кои форсираат некои лекари што мислам зборам за нерационална потреба, туку сега ќе форсираат пробиотици, повеќе што произведуваат храна. Лепеза, така. Да, па храна што произведуваат, па кој вид на храна, па таа ќе се произведува повеќе. И така, натаму испаѓа малце парадоксално да здравата храна е најскапа храна или ако постите треба да е поскапа отколку кога не постите и така натаму тие се тие работи кај што ги се злоупотребуваат. Парадоксално. Значи секој ќе се собере, не може да кажеме заклучок, што беше прашањето само се вратил. Дали ќе има некаква диагностичка вредност ако утврдиме кои бактерии ни доминираат? За се бидејќи со сите болести се поврзани, може за се да биде. Меѓутоа, доволно е да се смени храната, не мора тоа да се докажува со метагеномот или со барање на тие скапи тестови. Сега збориме за многу. Ако некој е гојазен, веројатно има еден вид, тоа се два главни бактерии, формикути, бактериодати,
екоедните доминираат. Значи самите бактерии, сега имаме многу да зборуваме, меѓутоа кога збориме да почнеме со дебелината. за храната, да. Значи бактериите праќаат сигнал до централниот мозок, едниве од овие, што ги кажав, група на бактерии. Ако ги има повеќе, они праќаат дека човекот е сит. А ако доминираат другите, другата група, тие праќаат дека е гладен. И затоа тој човек е постојано гладен. Да, има повеќе апетит од другиот. Меѓутоа не може тоа сега да го кажеме дека е само тој, дека секи се. Но сепак постои ли начин да се промени тој дисбаланс? Што доведе до гојазност е споменатиот Хеликобактер пилори. Значи тој создава еден ензим кој се вика грелин и кој исто има врска со апетитот. И се статистички се гледа зошто одеднашка кога почна да се лекуваат, што е во ред да ги лекуваме луѓето од чир гастрит, меѓутоа почна, пак под притисок на фармацевски куќи, докторите, сите што ќе му се најде Хеликобактер, а во 80% бил, да речеме, во Соединените Американски држави луѓето кои имале, сите почнале да го под наводници да го лекуваат, не може да лекувате бактерија, да го ерадицира, да го снема. И одеднаш се јава како последица поголем број на гојазни луѓе. Значи се диалектика снемува чирна желудни гастрит, меѓутоа заради гојазноста се имате болести како што се диабет, поврзаноста на антибиотиците и микробиомот со диабетот е исто така докажана, значи и многу други. Значи ќе кажам за диабет, има струки, ако земеме флора, нормално микробиом од човек без диабет, здрав микробиом, тоа се зема преку фецесот, преку изметот и со техники му ја имплантираме, се вика трансплантација, на човек што има диабет, има случај во големен број да он е излекуван од диабетот заради тоа што добил добри бактерии од донорот. И се е тоа поврзано. Значи, тие милиарди бактерии праќаат многу сигнали до белите дроби, тоа се вика оска меѓу цревата и белодробната, потоа до нервниот систем, до срцето, и ги има многу. Така, ти го бутират, пропионат, потоа кратковерижни, масни киселини се најважни. Значи, се тоа е поврзано, треба да речем, тие кратковерижни масни киселини се поврзани што бактериите што ги создаваат во дигестивниот тракт ја репарираат слузокожата не само на дигестивниот тракт, туку да речем и на респираторниот тракт. Затоа пореметување на дисбаланс, го викаме тоа, на нормалната флора, може да доведе до потешка слика на респираторни инфекции, без разлика кој е причинител, дали е бактерија или габичка, и обратно, затоа се објаснува зошто при респираторни инфекции често имаме стомачни тегови. Значи, порано, еве јас допред 15 години, главна улога на микробиомот е да не штити од патогените бактерии и габи, особено резистентни, кои најчесто се добиваат после некоја болест, кога се има дисбаланс, кога се пијат антибиотици, во болниците кај што се даваат антибиотици и нормалната флора не штити од нив. Сега има многу пронајдоци, некои се докажани, некои се во испитување, така да веќе нема, не знам што е, дека микробиомот ја намалува болката. Дали може на тоа да ми се, значи, специјална храна, која е богата со фибролакна и некои други работи, заради тоа што ќе влијае на промена на флората, или па некој се пробиотик, делува кај болните од фибромиалгија или кај некои други да им ја намали таа хронична болка и тоа се докажува. Сега, дали е тоа навистина така и се гледа кој патофизиолошки механизам или е плацебо, ако некој верува дека тоа ќе му помогне, така да нема болест само Речи си, сите болести се поврзани, и депресија, анксиозност, па тука се споменува, па невролошки проблеми, Паркинсонова болест, аутизам, аутизмот, Алцхаймерова болест, па дури мозочниот удар. Меѓутоа не може да се види се е поврзано, значи не може да. Сепак, професоре, советувате ли да се направи некоја драстична промена во исхраната доколку еве страдам од некои вакви болести? Па видите, сите промени што се кажуваат за разлика од кога се даваат лекови,
па дури да се скапи пробиотици или вид на храна, се, ако ништо друго, примарното начело во медицината, да не му наштетиш на пациент. Значи, тие секако нема да му наштетат. Ако пие јогурт, кефир, пробиотици или Ферментирана храна се да, преминува. јаде таква храна и така натаму, и пак да не се претерува. Да не забораваме дека веганите, мислам, претеруваат ако не внесуваат белковини. Сепак од нив се создаваат антитела и така натаму. Значи, секако дека таа промена на храната влијае и тоа на повеќе начини. Сте виделе некој пример каде што со промена низ храната и промената на микробиомот имало подобрување? Сега, лично, посебен пример не може да се фати. Меѓутоа, сум бил во Финска на конгрес и таму гојазен човек, нема ако е од Финска, и после прочитав дека они со промена низ храната, дисциплинирано, срцевите заболувања и многу други. Сега гледаме дека тоа меѓу другото се должи на микробиомот. Значи, не може да го земе изолирано. Тој е врзан со кај живеете, традицијата и исхраната се намалени за, значи се минимизирани, продолжен е животниот век и таму кој имаше пауза, ни дава многу во изгледаш и викам, леле, што припремиле во разни бои, тоа беа сите видови пиперки и бабури и сецкани со малце некој црн леп да ги јадете на пауза. Што мислам, тоа би било навреда да му даете на Балкан некој гостин, да му понудите пиперки и тоа, значи, сосема е пример. Поинаква култура на живење и поинаков начин на исхрана. Зеленчук и ово ше повеќе. Значи, таа диета без фибер влакна е проблем и втората диета е да нема многу масти. Тие две работи се основни. Меѓутоа, човекот како постоел порано, овие луѓе пред милион години и овој начин искрено што ја кажеме не би обстанале. Значи тогаш човекот имал потреба природата му и тоа ни останало особено нас посиромашните народи да јаде масна храна, да може да преживее зимата, да има повеќе сало, да има повеќе енергија. Веќе ти е требало да се спасат од студ и така натаму. Се било порано и таа флора што имале била за тоа значајна. Споменавте дека секаде на нашето тело има бактерии, освен исклучок се оние места на кои што не смее да биде присутна некоја бактерија која што би довела до сепс или не знам. Тука може кажеме и очите, значи има бактерии, меѓутоа брзо се чистат механички од солзите, а солзите имаат еден лизозим кој ги уништува. Да, и што ги уништува бактериите, значи тука не мора да има бактерии. Значи може да земеме бриз и да нема ништо, се развива тука и уринарниот тракт. Ако нешто има неколку бактерии, тие се до уретрата, меѓутоа кога земете вториот мласт, таа е стерилна. Симптоми доколку има некаков проблем. А што е со носот? Многу често во овој период од годината децата и возрастните имаат растечен нос и ќе направат бриз и ќе биде изолирана некаква бактерија. Треба ли тоа да се лекува или не? Ви го поставам ова прашање бидејќи исклучително актуелно. Повеќето од оние што имаат ваков проблем добиваат капки со антибиотик внатре, бидејќи се смета дека тие бактерии треба да се отстранат од носот. Но ако имаме нормална микрофлора, која што вклучува понекогаш и патогени бактерии, како да се постави? Значи, носот исклучиво треба да се испитува кај луѓе што имаат работа да не заразат некого. Тоа се луѓе што работат со храна, бидејќи има стафилококи, тој златниот стафилокок, кој лачат токсин. И ако човек што работи во производство, било кој начин на храна, не треба да го има, бидејќи може да тие бактерии паднат во храната, се размножат и создадат екзотоксин. Самиот човек нема никогаш кај него треба да се отстрани или ако работат во градинка, особено во оддели за интензивна нега, во болници кај што има пациенти кои може се заразат од таа бактерија, не во носот, туку да го вдишат белите дробови, да се загади раната, да се инфицира и така натаму. Сите останати апсолутно не треба да го отстрануваат и што кажав ова за хеликобактер, па некоја логика имало да се спречи настојано, зошто би го трнале стафилококот кој го имаат 30%, може и
негде и 50-60% Само да од прашам, децата. златен стафилокок исто што и бактеријата отпорна на антибиотик мрса? Значи, Staphylococcus aureus е истиот вид на бактерија, една од најважните бактерии на човекот, меѓутоа не постои нити ангина, нити ринит предизвикан од стафилокок. Тоа нема никаде да најдете, така да тој тука ништо не прави. Уште кога е пронајден, уште 60-тите години, 61 се видено дека дел од стафилококи се значи они станале многу брзо, за разлика од стрептококите, резистентни на пеницилин, за 10 на 15 години. И најважната бактерија сме го имале пеницилинот, а немаме лек. Па е пронајден метицилин и веќе 61 е пронајден првиот метицилин резистентен стафилокок, па сега скратено викаме МРСА, иако метицилинот веќе 30 години не се употребува. Значи, престанале тие бета-лактански антибиотици да билат делотворни на него. Значи, разлика меѓу МРСА и Staphylococcus aureus е што ово е поотпорен на антибиотици. И едниот и другиот може да се најдат во носот и апсолутно се безбедни за здрава. Дете, човек и така натаму. Меѓутоа се разбира, ако имате МРСА, е поопасно во болница ако работите и така. Значи, никогаш не треба да се отстранува со антибиотици за системска употреба. Бидејќи тоа е беспотребно, најчесто и неефикасно, а тоа е една нуклеарна бомба, беспотребна. Имавме нуклеарни бомби во последните 2 години кај ковид пациенти, па дури и кај здрави, кај што пустош направи, и овој број од 9000 и нешто, не знам колку стотици, да не зборам илјади, се должи на тоа. Неодговорно однесување на докторите, неодговорно однесување на здруженијата, неодговорно однесување на власта, неодговорно однесување на фондот за здравствено осигурување кој без гајле ги плаќа и се уште ги плаќа тие лекови. Значи, кој ќе земе таков човек да лекува бактерија, не се лекува бактеријата која ќе биде болна, таа може да лекуваме. Не е болна бактеријата, не е болен човек, кого лекуваме. Нити таа нешто прави, значи си живеете заедно. Дури сме зборувале тука и ешерихија коли, јас сум имал повеќе месеци ешерихија коли во уринарниот тракт. Не треба да се даа антибиотици ако таа не прави проблеми. Дури во уринарниот тракт. Значи има и асимптоматска. Матна ми била урината, па не сум употребил. Значи, ако не прави инфекции, а за носот да не правим... Сега не е штетно и психолошки да се даде локално, бидејќи може би самиот стафилокок дава некој воспаление при некоја настинка. Меѓутоа, кај синусите стафилококот и сите, и хемофилус, тие што се наоѓаат најчесто во носот, може да дадат синузит, меѓутоа многу ретко синусот се празни, течноста од синусите се празни преку носот. Така да не се препорачува со тоа што ќе се наоѓа во носот, да мислиме дека истото се наоѓа во синусите. Најчесто е нешто друго. Или може случајно да биде истото, меѓутоа најчесто не е истата бактерија. Значи, тие нуклеарни бомби што се даваат, по некои научници минимум 3 месеци треба да се опорави микробиомот и сите овие последици што може се најдат, а по некои година дена. Значи, од кога ќе се земе антибиотска терапија, од 3 месеци до 12 е потребно да се нормализира, се врати во равнотежа како што била. Да не зборам дека имаме деца што пијат секој месец антибиотик без потреба, тоа се настинки. Тоа ќе се одрази на развојот на нивниот имунитет? Апсолутно, значи промените на антибиотици спасило милиони животи, меѓутоа од диалектиката која кажав довело до некои болести кои порано не постојат, меѓу кои една е спомнаме гојазност. Може би тука е аутизмот. Астмата секако. Значи, кога ќе се вратите во статистички да гледате наназад, кои деца пиеле антибиотик, кои не пиеле, кај нас е реткост да најдете што не пиеле. Разликата во болестите, особено астмата, автоимуни болести е огромна. Се заради тоа што да имаш истражување само една доза антибиотик во првите 2 години кај децата доколку се даде, драматично е зголемува шансата за болести во подоцнежниот живот, автоимуни. Замислите тие што пијат по 10 и замислите упорно се дава кај што нема никаква врска. И родителите понекогаш инсистираат за секој случај. Сега се случи да пациентите се крстат, еве се уште добијам вако, зошто ми препише матичниот, односно најчесто не е матичниот, најчесто е субспецијалист. Така. Субспецијалист инсистира и тоа е еден лек што се должи сега на
зголемена отпорност кај нас на бактериите и многу потешко лекување. Со ова масовна употреба на антибиотици во изминатиот период се создадоа ли, односно се создават ли на таков начин супербактерии? Да, оние, апсолутно. тоа се тие болнички бактерии што ги они се нарекуваат? создадени, меѓутоа се селектираат. Нови соеви. Вие кои ќе дадете, ги уништувате осетливите, остануваат во таа средина, ако некој надвор пушти отров, и ако јас сум отпорен, а вие не, моето потомство, бидејќи бактериите за 20 минути ќе има потомство, ќе се размножат. Не разбирате? Така. Тие ќе преживеат. Кај човекот треба 50 години или 30 да има репродукција, овде треба 20 минути. Значи за 24 сата кај бактериите, кај вирусите уште побрзо, вие имате генетика колку од античка Македонија до како и беше името денеска Република Македонија. Значи толку генерации се пројдени и затоа може служат и за генетски испитувања. Веќе во болниците заради давање на лекот Цефиксим, трето генерацијски свет, не го кажам заштитеното име, се надам ќе знаат кој е. Најчесто и најефикасниот лек во болници и многу ефтин, Цефтриаксон, има послабо дејство, кај што на вистина е потребен при бактериски пневмонии. Не дејство, сега треба да се види. Значи, ќе имаме тешки последици, смртни случаи, кај болести што порано сме ги лечеле со постоечките лекови, да не зборам за макролидните. Значи, кој ќе дајете ви азитромицин, резистенцијата е кон сите слични на него. Кој ќе дајете цефиксим на сите цефалоспорини, се јавува резистенција и последиците ќе бидат огромни. Кога спомнате МРС, ние го испитуваме во крвта, при сепса, кај нашите пациенти, од сите стафилококот е најчест заедно со Ешерихија коли причинител на септична состојба, тешка состојба. Значи во крвта, во хемокултура, во нашите болници, од прилика 40 до 50% или половината се МРСА, другата половина се оној другиот стафилокок. Не значи кој МРСА е повирулентен и посмртоносен. Туку потешко ќе го погодиме лекот и за да не бараме дали е тој, кај нас одма се почнува со лек против МРСА за да ги спасиме пациентите. За споредба, во Исланд ќе го земам и цела Скандинавија, Холандија и така натаму, е под 5%, а во некој од земји е под 1%. Значи, кај нив, кој ќе дајат само 1% од стафилококите во крвта, се МРСА, сите 99 други, се обичани и они си почнуваат со ефтин лек, ефикасен, како што е метицилин, сега новите, клоксацилин или некој друг, но тука или цефалоспорин, е сосема поинаку. И нормално дека се поуспешни и е поевтино. И полесно праќа, бидејќи они со децени наназад рационално, колку што можат, разумно ги потребуваат антибиотиците и до тоа држат. Некои велат, јас не пием антибиотик, нема да имам никаков проблем со резистентност на антибиотик. Тоа е заблуда. Значи, да беше така, нас ќе не остаја сами, како што држава не оставила за резистенција, не интересира воопште. Мислам, не само сега, со години. Сите средства што сме ги добиле за борба против резистенцијата, тоа го работам 30 години, биле од Европска Унија или од некои фондови. Зашто? Зашто тие знаат дека наши луѓе што одат тамо, ги има веќе илјадници, нема да го решиме проблемот ако они не дават, ние ќе им ги донесеме бактериите. Значи, петта вредност под наводници на Европска Унија покрај е слободно движење на микроорганизмите и ќе им донесат резистентни бактерии. Така, кога ќе одиме ни у болница да работиме, студентите наши доаѓаат кај нас да ми направите тест, професоре, да не имам, тоа е тоа што викате у носот, да не имам МРС, и тогаш треба локално да става, не системски. Ќе одам на стаж, ме примија во таа и таа болница во Шведска или во Германија и таму не го примаат за да не им ја внесе. Значи, апсолутно, ја тоа им го кажам на студентите, ако комшијата добие инфаркт, вие лично може ќе се радуете, може ќе страдате, кај нас обично се радуваат, вас нема да ви дејствува на вашето здравје.
Меѓутоа, кај бактериите се глобален овако. Значи, може да ви ја пренесе бактеријата вас на околината и точно се знае, ние знаеме кои болници имаат, кои бактерии, така да, кога ќе влезете во таа болница, сте изложени на ризик да добиете отпор на бактерии. Воопшто го знаеме кои се бактерии овде во Косово, во Србија, тие се тие бактерии кои, но ако имаме... кои може да се пренесат. Значи, не сте заштитени ако не пиете од регистрирана бактерија која ќе се инфицира. Значи, не дај Боже добивате сообраќајќи, одите во болница и таму ќе се населат бактериите од некој што бил претходно. Дури ако претходно. имаме добар здрав микробиом, тогаш нема да бидеме поотпорни кон тие бактерии. Се разбира, меѓутоа ако е политраума, имунитетот паѓа. Паѓа, така. Се пореметува и самиот микробиом, или ако е некоја хронична болест, карцином и така натаму. И сите други болести. Значи, се тоа поврзано. На крајот да заклучиме, дали нашиот имунитет се наоѓа во стомакот, во цревата? Некои научници така го симплифицираат сето ова. Да, значи бактериите со сите тие илјадници медиатори кои ги испраќаат и субстанции, отприлика и кажуваат, му даваат на имунитетот, му кажуваат која бактерија не треба да уништа на лимфоцитите, на макрофагите им каже ова не живее тука, ова треба да уништите. Значи овие се староседелци и кој ќе дојде некој од надвор го препознаваат како многу може да научиме од бактерии како тук, како некој нов и му даваат на имуниот систем со своите медиатори информација дека тие треба да се уништат. Не ние, тие треба ги уништите за разлика од антибиотици кои уништуваат се, да не зборам дезинфициенсите. Тоа е тоа. Инаку така за тоа велат дека го програмираат всушност нашиот имунитет. Значи многу има научи, па дури за болка, па дури за рак на кожа. Да, ракот на кожа велат дека се јавува поради нарушен микробиом на кожата. Има ли вистина тоа? Тоа не може да кажеме се дека само тушира, заради се тоа, чисти. бидејќи да речеме во нашава земја се јавува многу пати почесто отколку другите, или рак на желудник заради тоа што јадеме љуто. Рак на кожа заради тоа што грее сонце. Значи тоа не може да го исклучиме сега. Тој да речеме бактеријата не скрива. Меѓутоа факт е дека Staphylococcus epidermidis, епидерм, значи кожа, некои соеви, најдени се соеви кои создаваат еден 6-хап, тоа е хидроксиаминопурин, 6-хидроксиаминопурин, субстанција создава и таа субстанција ги убива стрептококите. Значи тој не штити од инфекции со поагресивниот стрептокок, пиоген кој може да дава чиреви инфекции. Меѓутоа, случајно виделе, и тоа го докажале само на животни, дека делува и на туморските клетки без да ги оштети нашите клетки. Значи многу работи се поврзани. Поврзани се отвараат дека ова е само експериментално, не може да кажеме. Но има еден куп нови истражувања кои што се однесуваат на микробиомот. Многу, значи не може да го пратите се, бидејќи ќе се мора да се фатите за или рак на кожа, или не знам депресија, иначе ако читате се, ќе се изгубите, бидејќи толку многу има. Па дури и за нетолеранција на храна некој велат. Па после кои бактерии, па знаете, има бактерии кои јас не ги знам, меѓутоа се тоа дозволува и молекуларни методи, инаку во мое време, сега како пензионер да кажам, се испитуваше микробиом. Еден институт како нашиот во Светите Американски држави го затворија, зема примерок од еден човек, само од еден човек, и година дена работеа што ќе најдат кај него. Толку споро оди тоа со култивирање и најдоа 571 вид. Што е многу помалце отколку што вистина ги има. 571 вид на бактерии. Значи различни соеви. Сај кај еден човек и тоа траеше испитувањето на еден примерок една година, а сега вие ме прашавте дали може ние рутински да испитаме и да си го знаеме собствениот микробиом, дека во диагностички цели тоа. Молекуларни методи и така натаму. Ја повеќе ги сакам стариве методи, бидејќи со новиве што знам, ќе ставите примерок и ќе стиснете копче. И што е тука струката? Сега струката е после да го тоа интерпретирате. Меѓутоа самата лабораторија тоа може се автоматизирано. Борам овие молекуларни методи, видовте за PCR работеа. Сите лаборатории може да го работат. И така натаму. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Во секоја емисија ни откривате нови и нови работи кои што медицината ја носат во една поинаква насока.
Да се надеваме дека еве на ваков начин ќе може да се излекуваат и многу сложени болести од состојби како дебелина до карцином. Благодарам, вие одбирате теми, а и самата гледам дека за некои работи знаете многу. Како кој ќе дојде студент кај мене, некојаш ја го прашувам, бидејќи се спремил, или особено докторат кога бранат, знаат повеќе од нас, веќе читале се и се што, а гледам дека и вие сте на секоја емисија, особено на оваа, сте избрале убави интересни Ви благодарам за комплиментот ми значи. Почитувани професор доктор Никола Пановски, специјалист по микробиологија и паразитологија, беше денешниот гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска не следевте. Имајте пријатен ден.